Здраво, драги дечиња! Моето име е Данка и јас сум воспитувач од градинката Рада Поцева од Кавадарци. Драги дечиња, преку ова видео, јас и вие ќе се дружиме, но и ќе другаруваме. Мене ми е многу драго што заедно ќе научиме нови нешта. Пред самиот почеток на активноста, би сакала да ви поставам неколку прашања. Ајде, дечиња, да се потсетиме. Колку годишни времиња имаме? 4 годишни времиња. Точен одговор, дечиња. Дали некој знае од вас да ги наброи тие 4 годишни времиња? Точен одговор, дечиња. Тоа се пролет, лето, есен и зима. Дали некој знае кое годишно време е сега, дечиња? Точен одговор, дечиња. Сега е годишното време пролет. Драги деца, во пролет сонцето се буди од зимскиот сон. Не грее почесто, но и многу посилно. Времето станува потопло. Тревата, дрвјата, ливчињата на гранките се позеленува. Природата се буди. Цвеќињата цутат во најразлични бои. Црвена, жолта, розова. Денот трае подолго, а ноќта е пократка. Се појавуваат, дечиња, и првите инсекти. Бубамари, пчелки, осички, бумбарчиња. Повеќе не носеме топла облека, дебели шалчиња и капи. Носеме потенка облека. Во пролет, дечиња, времето знае да ни изненади и со понекој пролетен дожд. Дождот, драги деца, е многу важен за нашата природа, но и за нас. Тој ги наводенува нашите овошки и зеленчуци, за тие да растат големи, а ние да јадеме и да се сладеме со нив. Дечиња, јас денес одлучив нашата активност да биде во чест на дождот и облачињата. Се што ни треба за да ја започнеме денешната активност е ножички, лепак, боички, макарони, конопно конче и четка. И да не забораваме блокче. Дечиња, од кога сето ова ќе го набавете, можеме да почнеме со првиот чекор. Најпрво, листот го бојаме во плава боја. Целиот лист може да видите и од приложениот пример. Дечиња, од кога листот ќе го обојате, поминуваме на вториот чекор. На бел лист хартија цртаме две облачиња. Облачињата, од кога ќе ги нацртаме, ги режиме. Дечиња, и од кога ќе завршиме со овој чекор, преминуваме на третиот чекор. Облачињата, заедно со конопното конче, ги лепиме на претходно обоениот плав лист. Може да видите и по мојот пример. Од кога сме го завршиле веќе ова, преминуваме со нареден чекор. Нареден чекор е, дечиња, боењето на макарончиња во плава боја. Од кога и овој чекор ќе го завршиме, преминуваме понатаму. Макаронките, веќе обоените макарони, ги лепеме на листот хартија. Може да видите и по мојот пример. Како паѓаат капките дожд, така ги лепиме и макароните. Откако ќе ги залепиме макарончињата, следува најинтересниот дел од активноста. Кончињата, што паѓаат од облачињата, ги протнуваме низ макароните. Дечиња, се надевам дека оваа активност ќе го задржи вашето внимание и ќе биде многу интересна за вас. За самиот крај од активноста, јас сакам да научиме една песничка во чест на пролетта. Цветно венче, гранче цветче, гранче цветче, Ана плете цветно венче.
Таа сплете венче и за сестра и Ленче. И Ана и Ленче во косите со венче. Пролета ја слават со цветови на глава. Цветовите мирисни во различни бои. Венчето во косите одлично им стои. Дечиња, се надевам дека нашата дружба беше многу интересна и едукативна. Поздрав до следното видување.